На западниот брег на Хрватска, нуркачкиот клуб ХРВИ е основан како центар за нуркање за ранети хрватски воени ветерани. Прв пат е домаќин на украинци, меѓу нив бранителите на Мариупол и Буча. Ми били на ратишту. Во 1991 година, кога бевме во војна, Украина беше меѓу првите земји што ја призна независноста на Хрватска. Се сеќавам на моментот кога бевме информирани за ова во првите борбени линии, се уште се наежувам кога ќе помислам на тоа. Пред 20 години овој нуркачки клуб бил основан од поранешниот снајперист Рене Циповец, заедно со неговите воени другари. Некои од ранетите овде велат дека нуркањето е нивна терапија. Нуркањето е само дисциплина, способност да се контролира дишењето и да се смирите. Тоа е како медитација, може да замени терапевт на некој начин. Моментално со едната нога и раката што ми остана го истражувам мојот стил на нуркање. Треба да вежбате и работите напорно за да го најдете. Михајло Јурчук, наредник од 95-та бригада, учествувал во битките кај Изјум во регионот Харков. 6 месеци по нуркањето во Јадренското море, Јурчук се сретнал повторно со хрватски инструктори, овој пат во базен во Лавов. Неговиот ментор, Боран Мартич, исто така е ветеран, и го научил Јурчук како да се чувствува удобно во вода. Никогаш не сум видел случај како оној на Михајла. Тој бара посебен пристап. Кога почнувавме се плашев повеќе од тој што се плашеше. Повеќето хрватски инструктори за нуркање имаат борбено искуство, вклучувајќи и во одбраната на Вуковар во септември 1991 година. Тие велат дека кога ветеран комуницира со друг ветеран, тоа е пат кон исцелување. Постојаната вознемиреност е секогаш присутна и исклучително е важно да научите како да се смирите. Се гледам себе си кога ги гледам младите момци со кои работиме. До крајот на овој проект, хрватите и украинците ќе се сретнат во вода најмалку 2 пати. Групата работи на пат кон исцелување и создавање пријателства, кои ќе траат многу подолго од конфликтот во Украина.